Политичкото портфолио на гувернерот е преполно со драмски пресврти, од кои тој на крајот секогаш го извлекувал потенкиот крај. Познат како чекалица, знаел својата освета да ја сервира ладна. Генералниот секретар Сајковски и председател Мицкоски мене ме прашаа како да бара дозвола дали се согласувам овој колегата Ставлевски да биде ангажиран. Знаете што реков јас? Се насмеав и реков, добро е човекот малку да поработи нешто кога сме во опозиција, а не само да се инсталира на власт. Богатата партиска кариера сепак му дава паз да може да пикира на одредени позиции. Амбиција никогаш не му недостигала, исто како и прикриени разочарувања од неуспехот да се реализира. И во ВМРО сте долго? Добро, но не премногу долго на функции. Председателската функција е малку поинаква. Не ви лежи? Па сега, таков е моментот. Тие мигови на полуискреност честопати знаат да прераснат до товар со кој подоцна многу тешко може да се справуваат неговите номинални шефови. Но и прагматизмот не му лежи, бидејќи неговите проекции за компромисни решенија низ историјата само ја откриваат вистината за проектот со дедуизација. Јас бев, речам, та опцијата ДУИ да влезе во владата, односно ние да формираме влада со ДУИ. Прво заради бројките и од она што имав искуство во политиката и во една друга влада во 99-2000 година со Демократската партија на Албанците, видов дека од аспект на криминализацијата и нема некоја, да речем, значајна разлика. Но разлика има меѓу храбриот предизборен носител на листа на советници и послушниот председател на Советот, иако треба да се забележи дека има одлична проценка за човечкиот капацитет и материјал на кандидатката за која застана. Ево и јас и вие и на овие години, доколку видиме жена да биде нападната овдека во ГТЦ, ке засукаме ракави, ќе ускокнеме да помогнеме. Госпоѓа Данела Арсовска е предмет на безочни напади. Инаку, вака од она што лично ја познавам, не премногу, мислам дека знае и самата да се одбрани. Но ако таа знае да се брани, тој умешно знае да напаѓа. Такво беше како опозиционер, но го нема да искоментира во истиот стил и истиот начин кога станува збор за потезите што ги влечат неговите сопартници. Ако тој беше против Бехтел и Енка, зошто ги премолчува британците, особено кога веќе има давано јасни совети како тоа се прави. Се правеа подготовките за реализација на последната делница од коридорот 10, имено делот Демиркапија Смоквица, и ние не тргнавме во реализација се додека не обезбедивме грант, не се тргна во реализација. И на крајот, не од политички, ама од економски аспект. Јас сум запрепастен за односот на Западот кон една од најголемите земји по територија и по население во светот, тоа е Русија. Од такви чуденки е и цела Вила Водно и Линденска број 2, од кој можеше да претпостави дека токму тој ќе го искористи кадровскиот конфликт и без никаква логистика ќе ја запоседне најскапата фотелја во државата.